Телевски честитки за наградата. Колку ти значи едно вакво признание после долгата и напорна сезона? Точно така, после една ваква сезона исцрпувачка со многу мал број во нашата екипа на играчи, за мене стварно е, како да кажам, една голема награда за оваа сезона што добивам и се најдов во овај тесен круг, во таа седморка каде што видовме оваа година дека лигата стварно е на некој начин изначена и сите екипи вложуваат и сите екипи имаат квалитетни играчи на секоја позиција. Среќен сум и ова за мене, како што кажа во моето излагање која ја врача по наградата, дека можеби во еден многу битен момент за мене, пошто од наредна сезона нема да сум веќе во Македонската лига и во Вардар, одам понатак, одам во друга лига и за мене ќе е еден плюс за понатамошна работа и мое надградување за мојата кариера. Иако е рано само што заврши сезоната, меѓутоа какви се впечатоците? Имате резултат барем во првенството кој што Вардар го немал пред 2 децени, последен пат бил пред 2 децени, меѓутоа со купот, да кажеме, ја извадивте сезоната. Точно така. Треба да бидеме малце реални. Ние можеби сите знаат, а можеби никој не знае. Ние сезоната ја стартувавме со 10 играчи, 2 голмани, уствари 3 голмани и еден голем хендикеп. Ние првите 6 месеци не можеме да поставиме и да направиме тактика да играме 6 на 6. Тоа е еден голем хендикеп за една екипа и стварно за екипа како Вардар не сме тоа да се дозволува. Разочарани сме од резултатот, бевме многу близко и за освојување на титула после таа прва утакмица со Еврофарм дома, каде што победивме со 7 гола разлика, меѓутоа пак тој ростер што ни фалеше во екипата дојде до наплата и загубивме утакмица каде што не требавме да ја загубиме и мислам дека тука се одлучи веќе шампионот на Македонија, пошто знаевме дека во Битола кога ќе одиме ќе биде многу тешко. Ние сакавме многу исто и таму да победиме, меѓутоа сепак по долгата клупа се повторувам постојано, меѓутоа стварно тоа е хендикеп, тоа пресуди, тоа е хендикеп на Вардар мислам оваа година. Разочарани сме, меѓутоа тоа е спортот. Помогнавме на клубот да застане, мислам дека на прави нозе. Наредна година ќе почне, да речем, од понекоја пониска лига, меѓутоа можеби тоа е добро за екипата да почне од пониска лига па да оди нагоре за тоа што да најде нов пат точно. Се надевам ќе има повеќе спонзори, ќе се вложува повеќе во Вардар, пошто оваа година стварно нашиот председател Михајло Михајловски беше оставен сам на цедило и него го разбирам и него му беше многу тешко, но како и да е, се надевам за најдобро на Вардар. Самиот напомена, си заминуваш од Македонија, веќе јавна тајна можам да кажеме дека ја продолжуваш кариерата во Бенфика. Еве последно вакво признание, последна ваква сезона, каде што и ти порасна како играч, каде што имаш и некои поинакви погледи на сите случувања, што очекуваш во иднина? Враќањето тука во Македонија од Германија, мислам дека од оваа гледна точка е погодок за мене. Сепак немаше тоа да го направам ако немав поддршка од моите тренери. Морам да бенефицирам најмногу од Владо Недановски, што стварно и кога беше таа мала промена на тренерите измеѓу Вујо и Давид, кога направивме еден добар резултат во Битола, кога изигравме нерешено, он дојде и ми кажа: ти и никој друг. И стварно тоа некако ми дојде во моите мисли, во мојата глава, дека стварно на терен треба да сум тој што треба да бидам и тој што сум бил. И тоа се покажа оваа сезона. Нормално има некогаш и лоши денови, меѓутоа не сме роботи да можеме постојано. Никој не играл по 60 минути напад одбрана и никој нема да игра, мислам дека. Напредната е многу играта во ракометот, има многу динамика, многу трчање, многу контакти и треба да има сепак некоја замена каде што ќе те замени да се одмориш или да делите минутажа и да тоа да не се осети на терен дека паѓа играта или се. Точно така одам во друга лига. Мислам дека во прав момент заминувам и дека после ова созревање, да речем созревање, враќање во форма како што сум бил, за мене е погодок што одам во Португалија, сепак ќе почнам исто од пониска лига, нема да одам да играм Лига шампиони директно и за мене тоа мислам дека добро и за напредување ќе работам со исто добар тренер кој исто ме сака, така да се надевам на најдоброто. Благодарам многу и ти посакувам среќа.